Пролетната сеидба која во Пелагониско започна пред 10 дена се одвива со предвидената динамика. Во оваа пролет, во Пелагониската котлина станува збор за сеидба на над 60.000 хектари со разни култури, во кои влегуваат и површините кои минатата есен беа посеани со пченица и јачмен. Во моментот, работата на пелагониските земјоделци е свртена кон извршување на повеќе задачи. Почна сеидбата на сочваргедот, почна тек тук и сеидбата на пченката, која што во битолскиот дел на Пелагонија ќе биде посеана некаде на 10.000 хектари, обработува површина во приватниот и државниот сектор. Натаму подготовките за производство на тутун во битолскиот дел на Пелагонија, Пролепскиот, Кршево, Демирхисар и од Деканевска Битола се направени од подамна. На почетокот на месец мај се очекува пелагониските тутунари да започнат со расадување на оваа култура, но има и површини кои ќе бидат наменети за разни фуражни култури. Ние се надеваме дека со овој тренд на работа, со кога земјоделците во овој период од месецот и денот го претвораат и ноќта ја претвораат во ден за навремено извршување на пролетниве задачи на нивните полиња, сеидбата навреме ќе биде завршена. Земјоделците велат дека временските прилики во овој период од годината се поволни за културите. Се надеваме дека успехот после се она што се случи ланската година со пролетната сеидба, кога заради поплавите многу површини остана непосеани и необработени, ќе биде едно минато. Се надеваме дека државата и годинава за нашите производи ќе обезбеди доволно средства за субвенции, кои ако не ги добивавме за овие 10 години, прашање ќе беше дали во селата ќе имаше и нешто за поголемо производство за пазарите. Прогнозите за развојот на посевите во наредниот период може да ги наруши евентуалната појава на болести, кои изминативе години се се почести на регионално и светско ниво.